акција. Добар ден, ние се наоѓаме сега во мојата клиника, без болка се вика таа. Јас имам завршено средно стручно медицинско стручно образование, при што сум стручен во мојата работа. И исто така бев на студии во Белград, знае мојот пациент, јас му раскажувам за тоа. Исто така бев на специализација во градот Дортмунд, тоа е поранешна република, денешна Германија. Значи, како што знаете, јас имам напишано неколку книги, да ги покажеме. Ова е психосоматски заболувања, моќ на подсвеста и сега најновата прва помош, таа не е толку така призната од пошироката јавност. Да кажам неколку зборови за мојата книга Психосоматски заболувања, што можете да видите, таа е во едно печатливо жолто издание за да го забележат децата. И на сликата тука имаме многу убава слика како може да фати камерата. Таа е слика на еден човек со отворена глава што го символизира внатре мозокот, при што мозокот, големиот мозок кортекс церебри, во внатрешноста ствоја со тие своите ганглии и ретикуларната формација на хипоталамус и таламус, каде што се наоѓа хипофизата, кој што можете да забележите. Тука се наоѓа внатре хумулус лупулус, но бетова пендула не дозволува да се прегледа од самата страна. Да кажеме малце за книгата, таа е 264 страни, сакав ја се изборив за 265 да биде, но не можевме некако. Во книгата се наоѓаат неколку делови, тоа е како под содржина имате општ дел каде се запознавате со пациентот. Имаме после личности психосоматски заболувања, но втората глава од книгата е најпрекрасна, тоа е општа психопатологија на психосоматските заболувања, основни синдроми, синдром на возбуденост, депресивен синдром, хипохондричен синдром, болен синдром. Исто така книгата, да кажеме за книгата Моќ на подсвест, ова јас ја пишував уште како дете, почнав да пишувам, но Джозеф Марфи тука се подпишал, не знам, ние крави книгата. Таа книга е една така конспиративна литература, не знам што да кажам за неја, ми сам ја прочитано, а јас ја пишувам, ама тоа не знам. Прва помош, веќе кога сме кај прва помош, значи имаме една ваква ситуација каде што самиот пациент можете да го забележите, да ќе станам да покажам, самиот пациент боледува од болка во самите заби. Видете, забележувате, но ние вршиме една блага екстракција на забите, да покажеме само кај пациентот, ве молам со камерата ова да го регистрирате. Вака, блага екстракција на забите и при што му ваѓаме цялата вилица и тој нема проблем. Ме разбирате, нема проблем, он не може да јади никакви млечни месни производи и забележете го во самата уста, самата уста е беззаба, устата при што нема заби. Значи тоа се вика синдром на психосоматски заболувања, што јас многу го пишувам во оваа книга, со тоа што е сликовитото човече. Значи пациентот нема заби и се храни онда со цевка, неговата плювачка станува порезилиентна. Забележете тука овој превод, гледате? Тука нема ништо. А порано имаше нешто, ама сега нема ништо. Јас тоа го излекував, не знам како со оваа книга се служев Моќ на подсвеста и многу го излекував пациентот. Забележете, пациентот не може да збора, ова е експеримент. Видете се вака, во другите области на медицината, јас сум секако еден голем експерт и стручњак и ќе ве замолам за реклами сега режија, оти треба да влезе друг пациент.